Охридските плажи и ресторани го живеат текот на летната сезона исполнети со туристи, но и годинава цените на услугите се главна тема за разговор на сите јазици. И додека дел од домашните гости велат дека охридското лето одамна станало луксус со сериозни математики, изненадување има и кај странците. Оние кои допатуваа со очекување за ефтина балканска авантура, се соочуваат со реалноста дека Охрид не е дестинација за без пари. Сепак нивниот генерален впечаток е позитивен. Вреди секој потрошен денар за она што може да се види и доживее тука. Ireland. Доаѓам од Ирска. Втор пат сум овде и навистина е прекрасно. Најмногу ми се допаѓа гостопримството на луѓето. Искрено очекувавме дека ќе е малку поевтино, но сепак одморот овде е добра сделка за парите. It's beautiful. Навистина Охрид е прекрасен град. Има што да се види и доживее. Јас го обожувам езерото. Вреди за парите, но не е баш ефтино. 28. Тука ќе останам скоро 1 месец. Прекрасен е Охрид, но дефинитивно не е меѓу ефтините дестинации. Кој е дошол за шетање, кој за уживање, кој за одмор. Воопшто не е проблем. Охрид е Охрид. Од хотелско-угостителскиот сектор вела дека драстични поскапувања од претходното лето нема, иако во меѓувреме зголемени се цените на сите ресурси. Според нив Охрид и Струга и понатаму остануваат наивтини дестинации во регионот. Не сме скапа дестинација, него сме така една привлечна дестинација, има што да понудиме. Цените за ноќевање оваа година не се покачени од минатата, чак што некаде може да се примети и благ пат на цената, но од прилика ќе бидат исти цените, со оглед на тоа дека да имаше поскапување на доста продукти, значи, но не е моментот за зголемување на цените. На крајот Охрид се наоѓа на крстопат помеѓу желбата да биде конкурентна европска дестинација и реалноста на домашниот пазар. Растот на трошоците наметна нови цени кои полека ги менуваат навиките и на странските и на домашните гости, па прилагодувањето на овој нов економски бран ќе биде главниот предизвик за сите во претстојните сезони.